Хеликоптер, канадер, десетици пожарникари, доброволци. Огнените стихии се уште ја пеплосуваат шумата во Беровскиот регион. Пожарот на непристапен терен помеѓу селата Митрашинци и Будинарци е активен од вчера попладнето. Засега гори само ниско стеблеста дабова шума, а нема опасност за населените места. Но од национални шуми не ја исклучуваат можноста силниот ветер да ги рашири пламените јазици и до боровите дрвја. Моментално оперираме со бројка од 50 хектара, значи тоа е дабова шума, од која 60 до 70% е во приватна собственост. Секој пат постои ризик да биде зафатена боровата шума, меѓутоа национални шуми со сите своји средства што располага ќе се бори овде, значи да не дојде до префрлање на пожарот од дабовата шума во боровата шума. Во обид да го изгаснат пожарот, на терен се стотина пожарникари и доброволци со 17 возила. Имаме наши екипи спремни за втора смена, кои треба да дојдат наскоро да не заменат. Нашето доброволно друштво обстои скоро цела година, броиме некаде околу 50 членови и се трудиме на секој начин и секаде кај што можеме да излеземе, да помогнеме. Од утрината прелетуваше еден полициски хеликоптер, а попладнето се вклучи еден канадар од Дирекцијата за заштита и спасување. Од СУК ДЗ се уверени дека со се што им е на располагање, пожарот до крајот на денот ќе биде ставен под контрола. Успеавме за релативно кратко време да воспоставиме одредена контрола врз пожарот. Заврши судејство авионот, тракторот на Дирекцијата за заштита и спасување, отиде до Скопје да танкира, да направи пауза, ќе биде вратен овде. Непроспиена ноќ поминаа пожарникарите, ама и локалното население, кое со страв да не се повтори минатогодишната слика кога огнените стихии стигнаа и до нивните куќи. Неофицијални информации говорат дека постојат индиции дека пожарот е подметнат, а за тоа сомнеш имаат и од Дирекцијата за заштита и спасување. Сакам да упатам еден апел до сите граѓани, пред се до сите тие кои што се нафаќаат на вакви работи, дека тоа е злодело, дека тоа е дело кој што се гони и по нашиот кривичен законник и за кој што следат и санкции. И цела Европа е во пламени јазици. Само досега изгорени се повеќе површини за разлика од цела година лани. Според Европскиот информативен систем за шумски пожари од 16 јули, опожарени се над 510.000 хектари, а лани во пожари е уништена нешто над 470.000 хектари шума, главно во Италија и во Грција. Оваа година пожари беснеат во Франција, Шпанија, Португалија, Грција и Велика Британија, кои имаат рекордно топлотен бран.